Чека телевизија? Чека телевизија? Може да почнеме? Добар ден на сите. Почитувани представници на подмладоците на политичките партии, почитувани представници на младинските организации, почитувани млади и сите оние што се чувствуваат како млади. Добре дојдовте на втората од 11-те регионални дискусии под кои го носат името Младински изборни муавети. Овие дискусии се дел од проектот Младите во фокусот на изборите 2016, кој е реализиран од страна на Националниот младински совет, кој е дел од програмата на Националниот демократски институт за меѓународни работи NDI. Иначе целта на овој проект е, како и самото име што гласи, да се поттикне дискусија за застапеноста на младите во програмите на политичките партии на овие следни предвремени избори. За таа цел, овој проект содржеше 3 поголеми активности. До сега веќе е сработена, направена една анализа која што претпоставам сите ја добивте. Анализата ја опфати сите програми на политичките партии од изборите во 2014, имаше цел да ги истражи колку младите и мерките за млади се застапени токму во овие програми на политичките партии на претходните избори, парламентарни избори. Втората поголема активност се случи минатата недела во понеделникот во Скопје, каде на еден голем настан представници на 11 подмладоци на политички партии потпишаа декларација со која се залагаат за вклучување, односно присуство на младите во програмите на политичките партии. Самата цел пак на овие регионални форуми, младински изборни муавети е нели да ги слушнеме од самите представници на подмладоците на политичките партии, да слушнеме програмата, односно што тие во програмата нудат за младите. И секако најглавното да оставиме простор на младите од овие 10-11 региони од нашата држава да им постават прашања, односно низ директен муавет со представниците на помладоците на политичките партии, да прашаат све што ги интересира во врска со застапување на вашите интереси, интересите на младите во програмите нели на оние представници кои подоцна ќе не представуваат во парламентот, владата или во локалната самоуправа. Накратко ќе опишам форматот на овие дискусии. После мојот вовед ќе имаме една презентација од представник од Националниот младински совет, пошто ќе дадеме можност на нашите гости во 5 минути да ги презентираат програмите, односно делот од програмите кои е наменет за млади на нивните партии. По тој дел јас имам неколку прашања што ќе им ги поставам на нашите гости. Пошто се надевам дека ќе остане некаде од прилика сат време за вас да поставите прашања, да се она што ви интересира, што мислите дека ги засега младите во овој регион, да го поставите како прашање на нашите гости, представниците на помладоците. Доколку некој од вас користи социјалните мрежи да сподели слика или некоја порака, Twitter, Facebook, користете го хаштагот избори се или избори се и хаштагот млади МК. Ова е нели ретка можност вака лице во лице со младите, односно граѓаните да имаат можност да ги прашуваат представниците на политичките партии, така да ве поттикнувам на активно вклучување во дискусија, да поставувате прашања и да не должам многу, зашто треба да има повеќе време нели за да развиеме оваа дискусија. Го повикувам Иван Јованов, член на управниот одбор на Националниот младински совет, да представи она што има да го представи. Океј. Фала ти, Горијан. Ја морам да заставам позади за да ја фртам презентацијата, бидејќи немаме поинтер. Здраво на сите. Ме радува што сте денеска тука во голем број, како што ме најави Горијан. Јас сум Иван Јованов, член на управниот одбор на Национален младински совет. За тие што не чуле, Национален младински совет е најголемото представничко тело на младите во Македонија, кое што брои 67 организации, меѓу кои имаме 2 од кавадарци, СППМД и Креактив, и честитки и благодарност до СППМД кои ни помогна во
организирање на целиот овој настан. Инаку, многу интересно почна целата оваа приказна. Почнавме со прашањето колку младите се застапени во програмите на политичките партии и колку младите знаат што политичките партии нудат за нив. Направивме една работна група каде што земавме 8 партии кои што ги анализиравме и ние лично се изненадивме всушност колку малку младите се застапени во самите програми. Во голем дел од мерките тие се паушални кои што не се повикуваат на конкретни истражувања или па нема информации како е дојдено до нив и фали суштина во делот како тие сметаат дека ќе се подобри состојбата за младите. И тргнавме од таа перспектива и рековме ајде тогаш да ги соочиме сите подмладоци или па представниците на партиите заедно со младите да видиме дали тие мерки се базираат врз реални потреби на младите или па тоа е само политички маркетинг кој што партиите го користат за своја промоција. И тоа е целта на овој проект кој што е, мислам дека е прв од ваков тип, каде што подмладоци на политички партии дебатираат заедно со самите млади. Жал ни е што ги немаме сите политички партии кои што беа поканети да учествуваат во целиот овој проект. Се надеваме дека во иднина и дел од најголемите политички партии ќе бидат тука и ќе кажат што они нудат за младите. Во текот на оваа презентација ќе кажеме неколку податоци, колку младите се активни, дали гласаат на избори, што влијае врз нив, колку чувствуваат припадност кон земјата. Например, колку повеќе чувствуваш припадност кон твојата земја, толку повеќе ќе учествуваш во нејзе, бидејќи си задоволен од тоа како живееш и заради тоа сакаш ти да придонесеш. Интересно е што горе е 73% од возрастните сметаат дека и припаѓаат на земјата, а додека процентот е 51% за младите, што е 20% разлика, што е многу интересно да се види дека старите се позадоволни од тоа како се движи земјата од младите. Колку повеќе припаѓаш, толку повеќе си задоволен од тоа каде живееш. Исто така, 32% возрастни се задоволни од државата како место за живење, додека 24% од младите исто така се задоволни, или па 76% не се задоволни, може и така да се сврти паричката, што е исто индикативно. И сега, колку младите веруваат дека можат да влијаат? 74% им е важно да влијаат, ама 76% сметаат дека не може да влијаат. А 61% никогаш немаат разговарано за политички и општествени теми во јавноста, нешто како што е овој настан. Значи, вие сте тука колку? 40 луѓе, од колку вкупно млади во Кавадарци? 3-4 лјади има? Повеќе? Така што и тоа е исто индикатор. Интересно е што 53% од младите не членуваат во ниту една организација, а 9% членуваат во политичка партија. Овој број веројатно и поголем, бидејќи ако се раководиме според бројот на колку политичките партии представуваат дека имаат членови, тогаш ќе дојдеме до бројка од 105-60 илјади, што е над 30-40% од младите. Колку се вклучени во граѓански иницијативи? Пак 34% од младите се вклучени, за разлика од постарите кои што 42% во 2012, меѓутоа добар индикатор е тоа што во 2014 бројот е скоро ист. Така што имаме подобрување на ова поле. И колку е важно да гласаме, бидејќи една од целите на оваа кампања, ако го видите флеерчето, е да ги едуцираме младите дека пред да гласаат има неколку чекори кои што треба да ги поминат. Не треба само да слушаат што се збори на вести или па тоа што ќе им кажат од дома, туку реално да ги земат програмите на политичките партии и да видат што има таму за нив. На 34 има многу важно да гласаат, на 29 не има воопшто или има малку важно да гласаат,
а 58% со сигурност ќе гласаат, за разлика од 75% од возрастните. Инаку овој процент можеби ви се гледа мал за младите, меѓутоа еден од највисоките во регионот, во југоисточна Европа. Кога сме кај регионот, колку можат да влијат врз институциите. Нема да ви ги читам бројките, ќе видите со зелено, тоест не се гледа тука бојата. Некаде сме на средина на национално и локално ниво измеѓу земјите кои што се во ЕУ и тие кои што не се. Интересно е што сите овие податоци, земјите од ЕУ, Словенија, Романија, Хрватска, процентот е доста низок и кај ни владее поголем песимизам отколку кај земјите кои што се уште не се во ЕУ, меѓу кои нас. Перцепции колку сме представени, повторно сме негде на златната средина, за разлика, пример, најмалиот процент е 9.9 во Романија, највисокиот е 33.7 во Косово. Многу сме заинтересирани за политиката, најмногу, не, втори сме после Косово, малце ни бега Косово, и многу сакаме да учествуваме на избори. Најмногу од сите земји во регионот, за разлика од Словенија која е 12.8%, ние сме 41.6%. И за крај да видиме како е во Европската Унија. Слични се индикаторите и бројките. 50% од младите сметаат дека гласањето е правиот начин за активирање. 33% имаат интерес за политика, кај нас е малце повисок тој процент. 62% гласале на изборите, за разлика кај нас кој што е 58% од претходниот податок. 12% младите потпишале петиција, 10% излегле на протест и кај нас е исто таа бројка слична, 10 до 15% се движи и 50% младите го користат интернетот како алатка за да комуницираат со властите. Инаку овие податоци се извадени од 4 истражувања: граѓанско учество Реактор од 2012 до 2014, Lost in Transitions на Фридрих Еберт фондацијата, младински трендови во Македонија, кој што беше користено за националната стратегија за млади, и European Youth Report, последниот од 2014 година. Се надевам дека овие бројки ве поттикна за понатамошна дискусија и сега ќе го препуштам подот на Горијан и на представниците на подмладоците. Фала. Фала, Иван. Може да ги дојдат многу податоци и бројки, меѓутоа овие податоци и бројки секогаш се корисни и за нас во граѓанскиот сектор и за представниците од партиите, зашто тоа е основата на која потоа ние ги градиме сите наши активности и проекти, зашто тие ни даваат реална слика на тоа што се случува во младинскиот кај младите во нашата држава. Онака што спомна Иван, една од целите на целиот овој проект е да ги запознае младите, односно да им укаже на младите дека пред да одат да гласат треба да се запознаат подобро со политичките партии, односно со програмите на политичките партии, односно она што тие го нудат за токму за нив. Затоа тука вие ќе имате таа често во прво лице од директно да ги дознаете тие информации и податоци. Сме им благодарни ние на нашите гости кои денеска ќе ги представат програмите на своите партии. Тоа е Сашко Петров од подмладокот на Социјалдемократскиот сојуз СДММ, Благоја Николов од подмладокот на Граѓанската опција за Македонија ГРОМ и Драган Каровски од подмладокот на Демократски сојуз. Момци, не се договоривме по кој редослед ќе одиме, ама може да почнеме од примарната. Почнеме, ќе го поканам Сашко од СДММ да ја представи програмата. Здраво и од мене. Почитувани млади, пред се сакам да ве поздравам и вас, почитувани медиуми. Од мојата партија добив лист хартија по кој што треба да говорам. Лист хартија кој што сметам дека сите вие сте запознаени со него и затоа нема да говорам по него. Нема да зборувам за состојбата во студентските домови, бидејќи ја знаете. Нема да зборувам за тоа колкава е бројката на младите кои што се иселени, бидејќи сите околу вас имате другари, другарки и пријатели кои што се некаде настрана. Нема да зборувам за глувците или барките по студентските домови. Нема да зборувам за ништо друго кој што е негативно и затоа мислам дека овој лист хартија ќе го свиткам кој што ми е даден од партијата и ќе го фрлам.
И сакам да зборуваме овде за решенија, како да ги решиме проблемите на младите. Младите секојдневно се соочуваат со проблеми и ние како подмладок на една политичка партија сметаме и учествуваме во решавањето на овие проблеми. Па затоа ќе ви представам неколку од мерките кои што сметаме дека ќе ги имплементираме во оној момент кога ќе партиципираме власт. Еден од тие решенија е младинската гаранција. Станува збор за решение кој што е применлив скоро во сите земји на Европската Унија. Младинската гаранција е проект каде што младите по завршувањето на своето високо образование не дека ќе немаат работа, туку тие со сигурност ќе имаат работа. Тоа е едниот столб од ова решение. Вториот столб од ова решение по завршувањето на високото образование, младите кои што се решени да го зголемат, да го продолжат своето образование, да запишат мастер студии, овие млади ќе добијат финансиски средства од државата. Значи нема да се мислат дали ќе најдат средства за да го продолжат своето образование, туку државата ќе биде гарант и на некој начин ќе го стипендира нивното дообразување. И третиот столб од ова решение ќе биде оние кои што ќе завршат средно образование и ќе завршат некаква занечиска дејност, државата ќе му најде работа. Дали тоа ќе биде преку некои неповратни средства или тоа ќе биде преку волонтирање или надоградба на нивното образование, например, учење на странски јазици и така натаму. Второто решение од нашата програма е студентските кампуси. Ние ќе направиме доизградба и реконструкција на веше постоечките студентски домови. Ќе направиме студентски домови кои што ќе наликуваат на оние како што ги имаат во големите европски градови. Студентски домови во кои ќе има нови ресторани, студентски домови во кои ќе има бифиња, студентски домови во кои ќе има нови игралишта, библиотеки, читални и така натаму. Студентските кампуси исто така планираме да бидат изградени и во големите градови како што се Битола, Тетово, онаму каде што имаме веќе универзитети. Таму ќе направиме и студентски градови каде што студентите ќе ги имаат сите оние услови на кои што им се потребни. Третото решение од нашата програма е отварањето на бизнис центри или инкубатори, бизнис инкубатори. Во Република Македонија планираме да се отворат 16 бизнис инкубатори. Во овие инкубатори младите ќе имаат можност да добијат по 10.000 евра. На некој начин тоа нема да биде кредит, туку тоа ќе бидат неповратни средства за да ја развијат својата бизнис идеја. Во четвртото решение не е воведувањето на студентската платежна картичка. Студентската платежна картичка студентите ќе можат да ја користат. Студентите ќе можат да ја користат оваа платежна картичка во студентските кампуси. Петиот ни е бесплатниот јавен превоз. Овој бесплатен превоз ќе биде за сите студенти и млади луѓе до 29 години. Шестото решение ни е укинувањето на екстерното тестирање. Седмото решение ни е изградбата на младинските школи, скејт парковите и велосипедските патеки. Ние како локален клуб од Кавадарци веќе 2 години за време кога се планира буџетот на општината, поднесуваме амандмани и веќе ги имаме поднесено изградбата и на велосипедска патека, изградба на скејт парк, изградбата и моделот на отварање на младински школи, но тие беа одбиени од страна на градоначалникот. И бидејќи ми завршува времето, ви благодарам и ако има прашања, подоцна ќе ви одговорам на нив. Благодарам. Ти благодарам, Сашко. Ги представи решенијата што неговата партија ги нуди во програмата конкретно за младите. Исцрта 7 решенија, подоцна доколку имаат прашања во врска со нив, ќе можете да подискутирате. Сега ќе му дадеме простор на Благоја Николов, представникот на подмладокот на граѓанската опција за Македонија, да представи нивната програма. Добро вечер на сите. Најпрво сакам да се заблагодарам за присуството и за одвоеното време. ФОМГРОМ
во пресед на предвремените парламентарни избори активно учествува во формирање на официјалната програма на партијата. Ние како млади луѓе секојдневно ги тангираме проблемите и ги ажурираме проблемите на младата популација и се обидуваме да донесеме позитивни решенија. Како најголем проблем кај нас е невработеноста. Речиси секој втор млад во Македонија е невработен. Па затоа Фонд ГРОМ предлага да се субвенционира вработување на секое младо лице, исто така и да се субвенционира секое само вработување. Фонд ГРОМ предлага да се зголеми и минималната плата, која што е многу ниска, и да биде загарантирана со закон и таа да изнесува 16.000 денари. Исто така, за секој вработен, за секој работодавач кој ќе прима млади лица, предлагаме да му се даде 20% субвенција од инвестицијата кој што ја вложил за отварање на тој бизнис. Освен вработувањето, многу главен сегмент за секој млад човек е и образованието. Сметаме дека треба автономноста на универзитетот да биде целосна. Исто така, не се согласуваме со партизација и политизација на универзитетите. Усогласувањето на образовните програми спрема пазарот на трудот е една од најважните мерки кои што треба да се преземат. Ние предлагаме да се намалат бројот на општествените науки, а да се зголеми бројот на смерови со технички науки. Исто така, ние не сме против дисперзираните студии, но сме за нивно до усовршување. Односно, сме за постучен кадар, пософистицирана опрема и пософистицирани лаборатории. Во делот на културата е исто така многу важен сегмент за сите млади. Мислиме дека помеѓу културните друштва во целата држава треба да има поголемо координирање за да младите бидат информирани за сите културни настани што се случуваат во нивниот район. Спортот исто така е битен за младите со цел да се развиеме во здрави личности. Предлагаме заживување на општинските лиги, на регионалните лиги, на училиштите лиги, на средношколските лиги и општинските лиги и факултетските лиги, и сето тоа да биде под покровителство на државата и под покровителство на општината. Во зависност, ако е општинска да биде, ако е средношколска да биде под покровителство на општината, ако е факултетска да биде под државна капа. Исто така, секој кој сака да тренира, би требало да му биде овозможено бесплатна опрема, бесплатна сала, се со цел заради финансискиот момент да не ги изгубиме нашите таленти. ГРОМ исто така ГРОМ како млада партија исто така многу ја негува мултикултурата и ние преку разни трибини сакаме да ја афирмираме таа мултикултура помеѓу народите помеѓу граѓаните со цел да се намалат предрасудите помеѓу различни етнички заедници. Ви благодарам. Благодарам, Благоја. Благоја ни ги представи некои од мерките што неговата партија ги нуди за програмата за предстојните избори, кои таргетираат подобрување на некои од најголемите проблеми кај младите. Тоа е зголемување на високата стапка на невработеност кај младите и подобрување на формалниот систем на образование, како и мерки во неколку сегменти, културата, спортот и меѓуетничките односи. Како последен гостин говорник го имаме Драган Каровски од помладокот на Декларација Сојуз. Драган, повелимаш 5 минути за представување. Значи, почитувани, огромно чест и задоволство ме што говорам пред младината тука и пред младите луѓе во Кавадарци. Значи, Демократскиот сојуз како политичка партија искрено сака да го подобри статусот на младите.
ние сакаме да ја подобриме ситуацијата на младите во Република Македонија, која што како што би се забележиле откако се осамостои Република Македонија, се поголем дел од младите се иселуваат во странство. Сведоци сме на огромен број на млади кои што заминаа, сите ние имаме пријатели и другари кои што заминале во странство. Голем дел од младите пак од источна Македонија заминати во странство, значи имаме буквално градови каде што нема млади. Демократскиот сојуз сака тоа да го промени. Значи ние сакаме да младината остане во Македонија, бидејќи не само со тоа што имаме одлевање на мозоци во Република Македонија, имаме одлевање на работната сила, во кое што доколку продолжуваме во Република Македонија веќе нема да има занаетчи, нема да има луѓе кои што ги извршуваат основните активности за развој на Република Македонија. Со сето тоа ние сакаме како политичка партија да обезбедиме на младите задолжителна пракса. Значи задолжителна пракса сите дипломирани студенти кои што откако ќе дипломираат ќе му се дозволи 1 година стажирање со надоместок, во кој што тие ќе добиваат не само надоместок во процент на, да речеме, просечна плата во Република Македонија, туку и надоместок за здравствено и пензиско осигурување од 3000 денари кој што сега го бара Република Македонија. Исто така Демократскиот сојуз ќе се заложи за креирање на стратегија за вработување и поддршка на млади. Значи во која што ќе се оформи еден посебен фонд кој што ќе брои 2% од буџетот на Република Македонија, во кој младите ќе можат за младите ќе се обезбедат стипендии, ќе се обезбеди најголемиот проблем што според мене на младите му е за стамбените прашања, значи ќе се на младите уметнички дејности и на спортистите ќе му се одобуваат стипендии. Исто така мораме ние како Република Македонија, тоа што се согласувам со претходните полномоци на Република Македонија, да овозможиме на природните науки да се етаблираат. Значи мораме да уложуваме во информатиката, во информатички смерови. Лично јас барем сметам, иако сум на правен факултет, дека премногу студенти студираат на правниот факултет, премногу се обрнува на општествените науки, така да ние треба да обезбедиме Македонија да претвориме од држава на информатичари. Сите гледаме дека информатичката струка во свет најмногу се почитува и најмногу во свет се етаблира. Со тоа во Македонија ќе отвориме фирми со млади програмери, тоа ќе овозможиме за нејзин развој. Пример за тоа кој што можеме да го кажеме е нашата соседна Република Бугарија, каде што веќе постојат различни софтверски фирми кои што на државата и носат секој поголем профит. Следно, шанса за нашите експерти од странство. Значи мораме, во пример на некои други европски држави да му овозможиме на нашите експерти кои што заминале, доколку му се понудат добри услови, по пример на Германија или Израел, да се вратат назад. Значи да му понудиме добри услови за тие да можат и секако иста плата, за да може да се вратат назад. Пример за тоа тука би ја ставил и струката на медицинската струка, во која што се поголем дел од медицинските лица се иселуваат од Република Македонија само за тоа што му се понудуваат и подобра плата и подобри услови. Следно според мене е едукацијата на модерните менаџери. Значи мораме да имаме во Република Македонија имаме еден проблем кој што младите доволно не се обучуваат за да бидат млади лидери. Значи тие едноставно како што кажа модераторот, едноставно се бруваат во сивилото и всушност сакаат да придонесат, но не можат заради тоа што не знаат како. Затоа ние сакаме да воведеме едукација на модерни менаџери, во која што ќе се воведе едукација во сите поголеми градови, во кои што младите ќе се обучуваат за како да станат идни лидери. Следно, кое што морам да го кажам исто така, развојот на спортот во Република Македонија. Значи мораме да имаме во Република Македонија да се развие спортот, во кој што кој што кажа подмалокот од Гром, ќе имаме поголеми сали, ќе имаме поголеми спортистите, повеќе ќе се почитуваат. Еве сите сме сведоци на еден од најголемите спортисти во Република Македонија, кој што боксер, кој што останал без никаква стипендија и сам се плаќал. Заради тоа Демократскиот сојуз сака да обезбеди поголеми стипендии за младите во Република Македонија. Сега бидејќи времето ми е пред крај, би ве оставил доколку имате некои прашања да поставите. Ви благодарам за вниманието. Ти благодарам, Драган. Спомна повеќе мерки решенија што генерално ги фаќаат некои од поголемите проблеми, селувањето на младите, образовниот систем, исто неколку во сферата на спортот, посебно го фатив тоа, ми се допадна развивањето на млади лидери, зашто е една така многу драга тема за мене, тоа е голем дел го работам и во мојата организација. Го имаме веќе неколку обуки извршено на таа цел. Одлично. Океј, сега на мене ми доаѓа ред да ви поставам неколку, ајде ќе речам, погенерални прашања за да оставиме некој подобар терен за после да можат
присутните тука да ви постават прашања, може да нешто поконкретно ќе ги интересира токму за овој регион и градот Кавадарци. Најпрво би сакал да ве прашам, ги слушнавме мерките кои ги предлагате за младите. Она што ме интересира е дали младите биле консултирани при подготвувањето на оваа програма, како и колку биле консултирани. Значи, дали вашите подмладоци, или најпрво партијата ги консултирала подмладокот и дали вие како подмладок ги консултирате младите и како при подготвувањето на оваа програма? Прашањето е јасно? Да. Ред, може да смениме редослед, од таа страна ќе почнеме. Значи, подмладокот на Демократскиот сојуз, кој што е присутен веќе во неколку поголеми градови, како и во скоро во сите поголеми градови, па и помали во Република Македонија, консултираше младите така што во текот на изготвување на програмата, прво беа консултирани младите со тоа што беа извршени неколку средби, во тоа што младите беа во поразличните, во поразлични градови каде што членството беше повикано, во кое што беа повикани да се дадат идеи и заклучоци околу како сметаат дека идната програма на Демократскиот сојуз треба да биде. На пример, едукацијата за модерни менаџери, значи е предложена од младите, е предложена директно од младите. Исто и така, мерката под име младите да создаваат и творат во Македонија, исто така е дел од младите во Република Македонија, посебно во младината на поголем град во Република Македонија, каде што студентите, како што ни кажа, кои што се дел од нашиот подмладок, студентите самите немале можност да стажираат и заради тоа беше оваа мерка ставена да се доведе да стажираат, а и доколку стажираат и кажа дека условите се многу лоши. Така да ние введовме оваа мерка само заради тоа, за да можат и да му се обвезмеди на дипломираните студенти надоместок, за да можат да продолжат со студирањето. Потоа, исто така, значи доколку имавме неколку средби од членовите на председателство на сите на младината во кои што се донесе овие мерки сите. Благодарам. Па исто така и ние многу често се состануваме. Овие мерки се донесени заеднички и се проблем на секој млад човек. Меѓутоа, со мои млади сограѓани, нема време да го спомнам, проблемот во Кавадарци како најголем проблем е екологијата, односно заградувањето. Ние сите сакаме да живееме во здрава средина, меѓутоа не придонесуваме ништо. Односно, сакаме некој друг да ни го изфрли џубрето од дворот. Замолам се задржи само конкретно на одговор на прашањето. Дали се Да, па токму таа мерка заборавив да ја кажам и сакам да ја испрезентирам. Значи тој проблем ги тангира младите од Кавадарци и тие се ја има во нашата програма. Тие се друштвата кои се еколошки да бидат помогнати и од општината и од државата, се со цел да ги има повеќе и на тој начин да придонесеме сите за поздрава животна средина. Благодарам. Дали, колку и како? Да. Социјалдемократската младина во изминатиот период ги посети скоро сите градови на Република Македонија. Имаше средби со скоро сите граѓански организации кои што се занимаваат со млади. Во Кавадарци се уште не сме дојдени, но бевме во Струга, бевме во Струмица, бевме во Неготино и во некои други делови од Република Македонија. Ги слушавме младите, запишувавме тоа што имаат да ни кажат, тоа го заведовме во нашата програма. Програмата на Социјалдемократскиот сојуз во делот млади беше направена целосно 100% од социјалдемократската младина. И така ќе биде и понатаму. Ние ќе се залагаме како политички подмладок младите во текот или идниот период целосно да партиципираат за младите во деловите кога станува збор за решавање на младинските проблеми. Мислам, одговорив на поставено прашање. Благодарам многу за овој одговор. Следно што сакам да ве прашам од излагањето на Иван, а и ако ја погледнеме убаво оваа анализа која изготви работната група во Националниот планински совет, може да видиме дека младите во многу мал процент се застапени во програмите на политичките партии. Значи, она што е делот за млади е навистина на неколку страни е во многу мал процент.
Ако земеме предвид дека младите се 1/4 од популацијата на Македонија и дека нели сите кажуваме како иднината е таму и даваме една вербална поддршка, да речеме. Само да прашам како вие како помладок, доколку се слагате со фактот дека младите се малце застапени во генералните програми на помладоците на политичките партии, како вие како помладок ќе се залагате за поголем процент, односно поголема застапеност на мерки за младите во вашите програми на политичката партија? Генерално на ниво на Република Македонија може би е точен податок, но кога станува збор локално, бидејќи сме во Кавадарци, станува збор за локалниот клуб на социјалдемократската младина, како што кажав и на почетокот, голем дел од амандманите кои што ги поднесувавме за планирање на буџетот беа точно и конкретно решавање на проблемите на младите. Значи, локалниот клуб на млади, како и до сега, така и во иднина, ќе се залага младите да бидат значително застапени во партиципирањето и градењето на едно здраво општество. Конкретно да, за партијата. Станува збор, значи, процентуално, мислите на процентуално? Процентуално не можеме да бидејќи немаме направена анализа. Само можам да ви кажем дека станува збор за голем процент. Тоа го покажуваат и поднесените амандмани кои што ги тагираат проблемите на млади. Инаку во самата партија, во минатото се согласувам дека процентот на младинска застапеност во самите изборни програми е мал, но овој пат таа ќе биде на многу поголемо и повисоко ниво. Благодарам. Младите од Гром исто така активно партиципираат во политиките на нашата партија, но и исто така и во политиките на целата држава. Ние, преку нашиот пратеник, поднесуваме своји амандмани, тој ги доставува во парламентот и веќе неколку од нив имаме и добиено, а тоа е средствата за култура во Република Македонија да бидат поголеми од 2 милиона на 5 милиона евра. Исто така и за спортот од 2 милиона на 2,5 милиона. Знаете во партијата каква учествува фонд Гром како Фонд Гром, Фонд Гром, сите целосната политика за млади е формирана од младите на Фонд Гром, без мешање на постарите. Значи имаме еден либерален систем во тој дел. Значи, многу добро прашање од страна на модераторот, мора да признам, интересно за помладоците на Република Македонија. Значи, чист пример за колку младите се вклучени во Демократскиот сојуз, јас би го земал примерот со мене. Јас сум 24 години стар, а сум асистент на пратеникот Павле Трајанов во Собранието во Република Македонија. Значи, на младинец кој што е 24 години, председателот на Демократскиот сојуз му даде целосна доверба да користи, да закажува средби. Имавме многу средби во Кавадарци, Неготино, Прилеп, Велес, сите. Значи, самото тоа во Демократскиот сојуз може да се види колку се верува на младите. Самото тоа што младите во Република Македонија во председателството си искажуваат многу средби, значи некогаш по 3-4 пати во кои што имаме и активности, дали тоа биле делење рози, дали тоа било положување на спомениците на паднатите борци и сето тоа, зависи дека младите во Демократскиот сојуз имаат и такако големо учество, доколку се види само во председателство на младите на Република Македонија, се види дека сите се млади, скоро сите се студенти, со самото тоа ќе се увиди дека младите во Демократскиот сојуз творат, ќе продолжат да творат, а и во иднина се надам дека ќе даваат уште повеќе идеи за кои што ќе се зголеми програмата на младите во Демократскиот сојуз. Ви благодарам. Благодарам многу. Прашање, што мислите според вас или според помладокот на вашата партија, кои се трите клучни проблеми на младите во овој регион? Да, викам ти додиш па прв. Така е? Да. Добро. Според мене, лично, мислам дека станува збор за иселувањето на млади. Бројката од 250.000 иселени млади за Кавадарци. Па да, и Кавадарци вклучително спаѓа во иселувањето на големиот број на млади кои што ја напуштаат територијата на Република Македонија.
Во Кавадарци конкретно мислам дека клучен проблем е развојот на спортот, бидејќи голем број од популацијата во општина Кавадарци се занимава со спорт кој што полека почнува да умира. Други проблеми со кои што се соочуваат кавадарчани се немањето на младинскиот културен центар кој што многу ни е потребен, центар каде што младите ќе можат да творат, да сликаат, да пеат, да се забавуваат, но тоа ние го немаме веќе со години. Имавме, но тој е претворен во музеј на вино. Значи од нешто што треба да представува живот, каде што младите треба да творат, ние од тоа направивме музеј за вино. Таква е состојбата кај нас во Кавадарци. Во овој дел во многу нешта се согласувам со Сашко. Исто така, како број еден проблем во градот е спојотот. Еден град од 40.000 жители е невозможно да има толку малку спортски колективи. Сето тоа во иднина би требало да се поправи со преземање на некои конкретни мерки. Иселувањето исто така е голем проблем не само за Кавадарци, туку и за целата држава и вработувањето. Вработувањето да, го има во Кавадарци, меѓутоа примањата се многу минорни за млад човек. И сметаме дека тие примања треба да бидат загарантирани со закон, односно минималната плата да биде повисока од 10.500 да биде барем 16.000 денари. Ви благодарам. Би се согласил пак, како сите што се согласивме со помладоците на сите партии, какви се ситуациите во Кавадарци, посебно и во Република Македонија. Пред се за мене исто како што кажа Благоја, еден од најголемите проблеми е невработеноста, значи не е проблемот во невработеноста во погледот на вработувањето, туку во погледот на платите. Значи, ако што можете, не знам колку следите нашите членови сигурно сега, Демократскиот сојуз предложи покачување на платата на 300 евра, јас лично го работев тој закон, на 18.500 денари, тој предлог беше одбиен од страна на владеачката политичка опција, опозицијата го прифати. Сметам дека со самото зголемување на платите, значи ќе се реши вториот проблем што го сметам дека е најголем за Кавадарци, а тоа е иселувањето. Сите ние имаме тука, кој што кажав, некој кој што се одселил, јас имам другари кои што беа стварно брилјантни, дали во математика, дали во историја, дали во спорт, а сега веќе се во странство, бидејќи му нудат подобри услови. Значи двата проблеми кои се невработеноста, потоа би ја ставил иселувањето на младите и сепак како што кажа спортот, за спортот треба да се улага, но во спортот јас не би гледал многу во улагањето на државата, на општината, туку би гледали во нашите бизнисмени кои што стварно треба да го место да финансираат политички партии, треба подобро да го финансираат спортскиот живот. Сите сме сведоци, тука сите навиваме за некој поголем клуб, сите сме сведоци дека поголемите клубови ги финансираат познатите бизнисмени. Ви благодарам многу. Преджеска, бидејќи немав време, баш тоа што го спомнам од колега, сакам да потенцирам дека во нашата програма за развој на спортот имаме во делот на оформување и отварање на младински школи, имаме дел каде што бизнисмените ќе можат, ако инвестираат во спортските клубови, да бидат ослободени од некои даноци. На тој начин сметаме и мислиме дека бизнисмените ќе ги привлечеме да инвестираат во спортот. Благодарам. Фала. Само да се доврзам на колегата од Социјалдемократскиот сојуз. Самото тоа што зборувавте за младинскиот културен центар, ние имаме една скоро позната... Ќе ве прекинам сега, да не се навраќаме на претходното. Добро. Јас имав уште некој прашање да ви поставам, меѓутоа гледам дека младите полека почнуваат да излегуваат, па да не ни отидат сите, ќе им оставам простор на вас да поставите прашања до нашите гости. Ќе ве замолам да бидете директни и конкретни. Прашањата да се однесуваат на она што програмите на овие политички партии содржат како мерки за младите и застапување на интересите на младите. Да го задржиме нивото на разговор, да ги избегнеме оние дневно политички препукувања што се случуваат, што ги гледаме постојано на телевизија, да покажеме дека ние младите можеме да држиме едно ниво на културна дискусија. Го ставам подиумот за вас.
Не знам дали има уште еден микрофон што би можел да врти таму, а ако не, ќе може тука. Повелете. Некој ќе може да... Дај ми ти. Се ми го. Ако да се чуеме. Едно по едно ќе одиме со едно прашање, па потоа ќе дадеме можност за одговор. Прво би сакал да ја поздравам иницијативата на Националниот младински совет. Јас сум Виктор Велевски, доаѓам од Социјалдемократската младина. Прашањето ми е упатено до подмладокот на Гром. Вие имате пратеник во Собранието на Република Македонија. Тоа значи дека парticipирате и во власта. Како вие се борите за младите, кога вашиот пратеник нема поставено нити една иницијатива или амандман кој што се однесува на млади? За разлика, ние имаме пратеник во Собранието, кој што постојано ги брани интересите на младиот човек. Барам да ми се одговори. Со оглед на тоа што ние во власта партиципираме само со еден пратеник, така да имала и нашиот удел. Да, меѓутоа, со самото тоа што сме коалиција, ние ги подржуваме политиките на владеачата гарнитура, како што се вработување на млади и само вработување, односно кредитирање на лица до 29 години и земање грантови за отварање на собствен бизнис. Преку тие политики мислам дека многу млади отворија собствен бизнис и си најдоа своја екзистенција. Благодарам. Ака здраво, јас сум Ристо. Ми сакал прашање. Точно. Фала ти, интересно прво прашање. Нека почел да јас секој ти беше прашањето поставено по мене. Да, значи многу убаво прашање на место, би кажал. Земјоделството во Република Македонија, тоа го изразговаравме со Благоја пред почетокот на средбата. Тука ние зборуваме не само за проблем кој што е во Република Македонија, зборуваме за системски проблем. Проблем во кој што за 20 и неколку години не е улагано во земјоделството. Демократскиот сојуз, да, значи доколку сте ги следеле нашите средби, доколку сте следеле нашиот, ние имаме само еден пратеник, толку можеме да пристигнеме. Значи пратеникот Павле Трајанов се сретна на неколку пати има сретно со земјоделците, доколку ако се потсеќате за проблемот со поплавите, што ги оштети земјоделските посади, прв беше што повика да се искористат европските фондови. За вашето конкретно прашање за зошто Македонија е држава на информатичари, а не држава на земјоделци, е многу добро прашање кој што младината ќе го разгледа. Јас лично доаѓајќи од Кавадарци, значи длабоко се борам за да се зголемат, не само да се зголемат да се зголеми земјиште кој што му се дава и субвенциите, ние имаме државно земјиште кој е број огромен, кој хектари, а никој не го користи, државата не го дава. Значи тоа е една од целите кои што Демократскиот сојуз која прочита програмата се бори, значи ова е само за младината, а ние како партија, како Демократскиот сојуз се бориме за тоа на секој граѓанин да му се ослободи дел од земјиштето, во кој што тој ќе може да го работи, исто така ќе бидат зголемени субвенциите и ќе биде ослободен од одредени даноци. Сега за вашето второ прашање за Фени. Фени е загадува, да, точно е дека загадува, но точно е дека вработува. Проблемот со загадува... Што? Дали знаете дека сите вработени во Фени до сега ниеден нема доживеано пензија од Фени што е вработен? Па гледајте, јас имам другар кој што татко му е шеф на погон Иговски,
така да сум запознаен со Фени како Фени работи. Не знам дали вие сте слушнале, би кажал само за да задржал 2 секунди, дали знаете дека Фени требало да се гради во Кавадарци на денешно ИГМ? Не сте знаеле. Фени требало да се гради на денешно ИГМ кај што стои. Само тоа во времето на социјализмот е променето да се изгради на место каде што ќе биде надвор од градот. Значи потребно од Фени, значи што треба да се прави. Значи кое што е според мене, да се почитува екологијата, да се постават филтрите кои што Фени не ги уклучува, значи треба да се уклучуваат филтрите од Фени, а за вашето трето прашање дека Фени не потплаќа стварно, значи имаме еден пратеник со кој што може да видите колку Демократскиот сојуз има финансиски средства, така да мислам дека тоа прашање би требало да биде упатено кон владеачката партија кој што не е тука отколку кај нас. Ви благодарам. Кога станува збор за Фени, баш од вашата партија, човекот кој што беше директор на животна средина доби кривична пријава затоа што добил конкретно станува збор за Фени, доби кривична пријава бидејќи добивал Фени му купувал билети за след утакмицата со Манчестер Юнајтед. Кога станува за Фени збор, јас сум еден од најголемите поборници во врска со работењето на Фени. И кога се правеа јавните дебати и секоја седница секогаш сакам да го ставам точка на дневен и расправа загадувањето во врска со Фени. Имав лично поднесено 3 амандмани, еден од амандманот да биде на сама општина да се стави видеобим, кој ќе го покажува директното мерење на секојдневното загадување во врска со Фени. Тоа беше одбиено. Побарав амандман кој што ќе покаже кои се причините на големиот процент на заболени од рак. Амандман доставен и до општина Кавадарци и амандман доставен до Министерството за здравство или министерот Никола Тодоров. На тој амандман се уште немам одговорено. Кога стануваше збор за дозволата, интегрирана дозвола, каде што процентот на искористеност или користење на микрогранулината гума од 15 на 25%, јас иницирав општина Кавадарци да поднесе жалба на таквата добиена одлука, но општина Кавадарци ја направи таа жалба, но никогаш не ја поднесе. Ден денес, има поминато година и пол, ден денеска барам и од градоначалникот и од председателот на совет да ми биде одговорено зошто жалбата не беше поднесена. Ситуацијата со Фени е тешка. Фени е еден од најголемите економски столбови на македонската економија, но не и по цена на животот, како што кажам. Сите ние треба да бидеме свесни. Фени е економски магнат, но не и по цена на живот. Ви благодарам. Се согласувам со двајцата колеги од подмладоците. Исто така, и ние сме за Фени да работи, меѓутоа не по цена на живот и сметаме дека е потребно да се стават тие филтри, што цело време ги слушаме да ги ставиле, да ги изборуваат, меѓутоа очигледно дека на тој дел слабо се работи. Исто така, со ставањето на тие филтри треба да има и мерни станици кои ќе ни покажуваат загаделоста на воздухот, дали е таа поднослива и дали е во рамките на дозволеното. Сите сме за овие мерки за здрав живот, меѓутоа до сега не е нешто конкретно преземено. Уклучи го микрофонот чисто за стримот да може глас да... Исклучи? Извини. Прво би сакал да се заблагодарам на сите представници кои што дојдоа овде и кои што не почестија со тоа да ја изложат својата програма пред нас. Би сакал и да изразам негативен однос према тие кои што не дојдоа овде и кои што не се присутни да се произнесат по однос на нивната една програма, а како и за работите кои што се направени до сега на локално ниво па и на национално. Прво би го прашал едно кратко прашање колегата, поради тоа што и јас сум правник,
Откаде му е податокот, значи дека Фени требало да биде лоциран на сегашно место на ИГМ. Да. Откаде ви е податокот кој што го имате? Податокот кој што Вакви моите има простор, предпоставам после дискусијата да се направи, тука сме дојдени за Да, од факултетот за хемија, само за тоа ќе го кажам, само брзо од факултетот за хемија, од таму е донесен. При ПМФ, од таму е донесен. Поради тоа што јас имам друга информација дека Фени требало да биде лоцирано, значи надвор од Кавадарци, тоест до рудниците каде што беа користени и експлоатирани. Каде што требаше директно да се врши преработка на рудата која што беше експлоатирана како таква. Да, Тоа е флагрантна изјава, значи, па поради тоа сметам дека треба да го наведе изворот од каде е добиена информацијата. Тоа беше краткото прашање. Хемиски факултет ПМФ, а само доколку сте Фала. гледале, само се гледале доколку по историските текови во социјализмот, ниедна фабрика во Македонија не е градена надвор, мислам ниедна. Сега секако има исклучок. Ниедна фабрика не е градена надвор од градот. Дали тоа е Макстил, дали фала, тоа е Драган, ќе те прекинам. Да, дали сам Макстил, дали е Железара, сите тие само да ви Тука кажам. сме нели да Само да дискутираме за знаете. младите, потребите на младите, Да. кај требало да биде Фени, дали е погрешна изјавата, може да продискутираме после Да, дискусија. Во ред. Програмите значи беа какви што беа, убави, значи и за слух и можеби и за подоснежна реализација, но доколку сакаме да утврдиме значи дали би ги решиле проблемите кои што воглавном ги засегаат младите, би требало да ја гледаме малце по-широко цела оваа ситуација. Па моето прашање би било до сите тројца представници, значи со однос во врска со тоа што државата се наоѓа во една тешка економска состојба, значи во која што имаме презадолженост, од каде сите тројца представници би нашле, тоест дали во програмите е инкорпорирано, од каде тие би ги црпеле ресурсите и финансиите со кои што значи овие мерки како такви предложени би добиле своја подоснежна реализација. Друго прашање кое што исто така ви го прашал, не беше спомнато, значи во однос на програмите кои што беа изнесени, докаде, значи, какво е размислувањето во програмите за евроинтеграцијата на Република Македонија? Дали тоа интегрирање, значи, влез во единствена економска зона која што би било многу полезна за нас? Какво е прашањето, значи, во однос на името кое што е едно од кочниците за влез во Европската Унија? Да. Не, значи, дали има Остал на Сашо. проекции Да го и беше одговор. кои средства би биле конкретно искористени со оглед на тоа, нели дека државата е во презадолженост во моментот? Пари во државата има. Но нема да градиме споменици, нема да градиме бикови, не знам, жирафи, врби и така натаму, туку тие средства, тие пари ќе ги насочиме во решавање на проблемите на млади. Ќе ги насочиме во изградба на нови студентски домови, ќе ги насочиме во подпомагање на најголемите бизниси, најдобрите бизниси идеи на младите. На тој начин ќе ги задржиме младите овдека. Секако станува збор за долгорочен период, ништо не можеме да направиме во многу краток период, но се надеваме со ваша помош секако ќе успееме во тоа. Кога станува збор за евроинтеграциите, Социјалдемократскиот сојуз и Социјалдемократската младина секогаш ќе останат на патот кон влез на Република Македонија во ЕУ и НАТО алијансата. Кога станува збор за проблемот и со името, тоа е проблем кој што не го решиле ни Киро Глигоров, ни Љупчо Георгиевски, ни Никола. Па мислам дека не сме компетентни ние младите да кажуваме каков би бил проблемот со името. Мислам дека во тој дел би го оставиле тој проблем на постарите да го решаваат. Искрено не можам да ви кажам, бидејќи сме дојдени да зборуваме во делот на решавање на политиките на младите, ако го станува збор за мислам дека треба да има консензус од страна на сите политички партии, ако дојде до решавање на спорот со името или не. Вака лично не можам да ви кажам како Социјалдемократскиот сојуз би пристапил во тој дел. Благодарам.
Благодарам Вико на прашањите. Многу тешки прашања. Мора да се одговори. Во делот од економски аспект, ние имаме конкретно решение, примерно, доколку бија зголемиле платата минимална на 16.000 денари, би требало да се намалат даночните даноците, односно да се смени даночната политика. Со намалување на даноците, секој работодавач би имал повеќе средства за вложување, но и средства за зголемување на платите. Тој сегмент така би го решили. Меѓутоа, кога во прашање е евроинтеграцијата, да, ние сме за евроинтеграција, но за бирање име на референдум. Значи, ние сме за референдумско решение на името. Благодарам. Значи, во прашањето првото дали во буџетот на Република Македонија има пари, мислам тоа беше така поставено понародно. Значи, јас како човек кој што работи во Собранието на Република Македонија би кажал дека да, има пари во Република Македонија. Дали тие се користат наменски? Не се користат наменски, не се користат ни целисходно. Значи, многу битно, кој што би можело да се каже, како што наведе колегата од СДС, дека мора парите да се трошат наменски. Значи, еве и колегата од Гром кажа дека еве ние имаме и чисто таком предложено да се зголеми плата на 300 евра. Прво беше проблемот од владеачката опција дали ќе има пари за тоа, ама има. Значи, дали тоа би го покрили европски фондови, дали тоа би се покрило со даноци, во Република Македонија има пари да се издвојат за младите. Од тука прашањето за преговорите за влез во Европската унија. Да, Демократскиот сојуз стои цврсто на своите ставови за евроинтегрирање, значи цврсто ставот за влегување во Европската унија. Уште повеќе после некои случувања во Република Македонија во текот на летото сме исто така мора да се влези во Северноатлантската алијанса, но исто така за прашањето за името кое што вие ми го поставите, тука би постапил исто колегата од СДСМ поради почитот постарите, посебно од пратеникот Демократскиот сојуз и лидерот Демократскиот сојуз Павле Трајанов, не би зборувал за проблемот со името заради тоа што многу покомпетентни луѓе од мене се нашли да го зборуваат проблемот за името, така да би рекол дали би се согласил, може да ви кажам мој личен став, а не сум тука да ви кажам мој личен став, туку ставот на партијата на Демократскиот сојуз. Ви благодарам. Здраво. Значи, моето прашање би било до представникот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вие спомнавте дека, доколку не грешам, ќе го укинете екстерниот испит. Дали тоа се подразбира само на, значи, во средните училишта, бидејќи мислам дека има и во основните, така? Дали тоа значи само во средните и основните и доколку само ќе се остане на тоа или пак можеби предлагате воведување на приемен испит за факултет, кој би бил филтерот за влез на факултет за тие што сакаат? Кога станува збор за екстерното тестирање, како што кажавме и ние, тоа го кажа и студентите и средношколците и професорите и наставниците кажа дека овој модел на тестирање представува само притисок врз учениците, средношколците и основците, како и врз професорите. Еден механизам каде што би ги држале во раце и професорите и средношколците. Мислам дека суштината во образовниот систем е Република Македонија да извади кадар кој што ќе знае и кадар кој што ќе биде професионален. Мислам дека во образовниот систем, во образованието не е суштина тоа ние да оценуваме некој, туку ние да ги научиме како тие да станат подобри луѓе и како да станат поголеми професионалци. Да, ние ќе го укинеме екстерното тестирање, бидејќи тоа им смета и на средношколците, и на основците, и на професорите. Оние кои што треба да ги оценуваат дечињата, оние кои што треба да ги оценуваат средношколците. Да, ќе се воведе некаков приемен испит, кој што секако подоцна при изготвувањето на ново законско решение ќе биде целосно и искупен, односно целосно
Тоа ќе биде направено целосно. Сега не можам пред време да ви кажам како ќе биде тоа законско решение, бидејќи сигурно јас не би бил дел кој што би го правил тоа. Благодарам. Има друго прашање? Здраво на сите, јас сум Милија, имам едно прашање до тројцата говорници. Како младински работник и воен член на управниот одбор на Сојузот за младинска работа на Македонија, би сакал да ве прашам кој е вашиот став или доколку имате став на партијата, кој е ставот на партијата околу младинската работа, околу тоа каков е нејзиниот статус во моментот, колку е регулиран и дали можеби во рамки на партијата се размислува за некакво регулирање на младинската работа. Ви благодарам. Колку што ве сванав, каков е статусот на младите во партијата, така? Да се разложам во изминативе 3-4 години има процес во Македонија кој има за цел да го етаблира како професија младинската работа, бидејќи сега многу млади кои работат како обучувачи, како координатори на проекти, едноставно работат со млади, од млади за млади, некако тоа што го прават тие лепди во воздух, не е регулирано со ниту еден закон, нема тело кој ќе комисија или некој тело кој ќе кажува ти кој може да биде младински работник, ти си заслужил, имаш одредени компетенции така натаму. Останува тоа прашање за младинската работа не регулирано. Имаше и обиди да се креира закон, закочи негде пред 1-2 години таа процедура. Дали, предпоставувам тоа беше прашањето на Илија, дали вашата партија има одреден став околу не знам, можеби признавањето на младинската работа како официјална професија во државата или терминот младински работа? Еве јас во овој момент во името на Социјалдемократската младина и во името на мојот претседател Стефан Богоев ги повикувам сите политички подмладоци заедно да направиме закон. Заедно, да не биде само Социјалдемократската младина, туку подмладоците на сите политички партии да го направиме тој закон и заедно да го поднесеме во собрание. Се согласувате? Да, мислам ги повикувам и сите политички партии, целиот невладин сектор да направиме закон и заедно како повеќе организации да го предложиме до собранието на Република Македонија. И се надевам тогаш дека нема да го одбијат. Да, ја препознавам потребата. Благодарам. Со ова се кажуваш. Процедурално го прифаќаме. Меѓутоа треба да се стави. Некој друго прашање? Имам јас едно прашање за $1.000.000. Доколку утре станете градоначалник на Каварци, што е првата работа што ќе ја направите за младите? Кој да каже? Ја ќе кажам. Конкретно. Убаво прашање. Доколку би станал градоначалник, би направил дескопианизација на Кавараци. Дескопианизација на Кавараци. Односно, сите институции кои му се потребни на кавадарчани тука, да бидат во нашиот роден град. Искрено, јас сум земјоделски инженер, поседувам површина и барем еднаш до 2 пати во месецот одам во Скопје да ги решавам моите административни работи поврзани со земјоделието. Како прво, факултетот за земјоделие би го донел тука, исто така и многу други институции кои му се потребни на граѓаните, а се лоцирани во Скопје. И Младите конкретно. Па за младите. Јас сум млад и ме тангира тој програм. Тоа.
Исто така за младите, цел културен живот е во Скопје. Во Кавадарци и во другите помали општини нема никакви културни активности, ниту концерти, никакви организации, нити спортски надпревари. Сметам дека тоа е погрешна политика и дека тие културни настани треба да се распоредат подеднакво во сите општини во Република Македонија, а не само во Скопје. Благодарам. Може? Прво, немам амбиција да станам градоначелник во овој момент, но доколку би станал во идно време, што би направил? Поранешна Лалуна не знам колку ја знаете. Би ја претворил во еден од најсовремените младински и културни центри. Тоа е прво. Второ, би го изградил најдобриот скейт парк во Кавадарци. Трето, би го реконструирал градскиот стадион во Кавадарци, бидејќи голем број од кавадарчани и навивачката група Лозари тоа го посакуваат со години. Тоа се трите работи кои што би ги направил во првиот мандат, доколку се решам да станам градоначелник, а во моментот немам жела. Ви благодарам. Многу тешко прашање би рекол, значи едно од потешките. Исто како Сашко, исто немам амбиција да станам градоначелник на Кавадарци, поради бројни проблеми што ги има. За Лалуна согласувам во една смисла за тоа што би требало заедно да работиме, за тоа што тоа дело на Чичко ми Бубокаров, така да ги треба заедно да работиме. Но доколку јас би станал прво, би ја подобрил економска состојба на младите кавадарчани. Како? За сите кои што работат до одредена возрастна граница, би го одврзал буџетот на општина Кавадарци со кој што би им помогнал на сите семејства кои што имаат проблем, кои што не можат да егзистираат, би му помогнал да го врзат тоа место што се вика крај со крај. Второ нешто, би го развил исто ко Благоја младинскиот живот во Кавадарци, бидејќи како што знаеме Кавадарци во текот на 60 и 70 било едно од главните места во кое што се доаѓало далеко од Југославија да се присуствува во Кавадарци, така да мислам дека тоа е императив за Кавадарци. И следно, како и последно, би ги завршил едно од што мене најмногу ми смети и за младите, би ги закрил сите дупки во Кавадарци, би ги обнови патишта, затоа што стварно нема смисла да возиме по дупки. Ви благодарам. Кратка реплика, може би не е реплика, само една сугестија. Кавадарци нема пари како централниот буџет. Кавадарци има 8,5 милиона буџет, од кој што 5,5 милиона се заплати и за придонеси. Другиот дел е за канцелариски работи, струи, води, патни трошкови и така натаму. Кавадарци има многу малку пари во овој момент, иако е еден од главните носечки столбови. Фирмите во Кавадарци се едни од главните носечки столбови во GDP-то на македонската економија. Само кратка реплика, можеби кој што би кажав, кога бе во буџетска комисија беше, можеби треба и да се ревидира буџетот на многу институции во Република Македонија. Благодарам. Фала. Дали има некој друго прашање? Вака, прашањето на Иван беше што во однос конкретно на младите. Од представникот на ГРОМ не добив конкретно прашање што би било за мене како млад човек овде добро. Сметам дека ги представивте само вашите политики на вашата политичка партија. Ништо конкретно за мене како млад човек. Истото се однесува и на представникот на Демократскиот сојуз. Дупките и патиштата, меѓутоа што се случува со невладиниот сектор, со спортот во Кавадарци, не ми е јасно. Спорт немаме, се обидуваме нешто да добиеме, не добиваме. Невладиниот сектор па се правеше некој, предпоставувам, младински, не знам, сојуз, локални младински сојузи, кај што представници беа исто така подмладоци на политичките партии, кај што едноставно се случуваше буквално препукување и повторно изнесување на ставовите и политиките на политичките подмладоци, каде што невладиниот сектор беше тотално па и запоставена точка. Значи не се праша дали имаме волонтери овде, што се тоа волонтери, што се младински работници. Да, значи доколку може некој од вас тројцата да ми одговори на прашањето, слободно. Значи во поглед на тоа за спортот кој што кажувате прашањето, веќе зборував за спортот во
во излагањето, значи зборува дека спортот треба да се вклучат не само општината се бара од државата пари, туку треба да се вклучат и самите бизнисмени, значи во кои што во Кавадарци ги има многу. Значи кажавме за обновата на културниот живот, исто јас и Благоја како и представникот на Социјалдемократскиот сојуз. Зборувате за спортот. Што е проблемот со спортот во Кавадарци? Зошто во Кавадарци нема спорт? Тоа е точно. Значи прво што нема е средства. Значи средствата, на пример, Демократскиот сојуз како политичка опција која што има еден пратеник во Република Македонија, исто кој Гром, дали може да ги среди дискутабилно. Јас секако ние се залагаме за правење на спортот, но сепак ќе повторам, треба да се вклучи целата заедница за улагањето на спортот. Јас кажав, значи претходно, сите ние тука навиваме за некој голем европски клуб. Ниеден голем европски клуб не го поседува државата. Нигде државата не дава, мислам, освен, например, кратки исклучоци, да се обнови, да се направи клубот. Значи ние треба самите бизнисмени треба да дадат за клубот, како што кажа представникот на Социјалдемократскиот сојуз, да се издвојат пари во кои што како на пример во случај на Италија, каде што големите бизнисмени се буквално ослободени од секој евро кој што ќе го дадат, се ослободени од придонесот кој што го даваат, придонесот кон персоналниот данок на доход. Постоја кој беше следното прашање, ако може, за невладиниот сектор, така? За невладиниот сектор. За тоа прашање стварно не можам да го одговорам, бидејќи јас не сум бил на таа средба, не сум присуствувал. Значи доколку ниту пак сум учествувал во една или две невладни организации при Институтот Отворено општество, така да во Скопје, така да не можам да зборам тука за Кавадарци. Жал ми е што во Кавадарци... Значи сте од Кавадарци и не знаете колку невладини организации имаме во градот, така? Да. Зошто? Ја мислам дека тоа е доста добар податок. Да, па добро, зборува, значи, колку значи, сме одстранети на страна дека... Добро, тоа е така, но да бидам, например, да бидам искрен, јас сум вработен во Скопје и не би потребале, значи, невладините организации, и сепак знам кои се невладни организации како креатив, но не јас знам точната бројка, бидејќи не сум се заангажирал да побарам за неизе. Сепак не ми дозволивте да довршам. Мислам дека жал ми е што Кавадарци дошло до тој проблем да се препукуваат младинци на политичките партии, да се препукуваат околу нивните нели програми. Јас не сум присуствувал ни в Демократскиот сојуз, јас сум дали присуствувал Демократскиот сојуз на некој од тие средби? Не знам, не сум запознаена. Јас мислам дека како младински работник за мене вратите беа таму затворени. Значи Демократскиот сојуз, јас ќе ви кажам дека не присуствувал, така да не знам дали Гром присуствувал, така да и не е малку, и мислам дека не е фер да се зборува за колку се препакувале, како се препакувале. Се надеваме дека како што повика представникот на СДСМ да изготвиме заедно закон во кој што ќе може да се регулираат младинските работници законски во Кавадарци. Благодарам. И во Република Македонија. Иако не бев повикан, мислам дека треба да ти одговорам. Кога станува збор за младинскиот парламент во Кавадарци, беше миниран како што е миниран и целиот систем во Република Македонија. Се што се случува во Република Македонија е партизирано, па така беше партизиран и младинскиот парламент во Кавадарци. Не беа повикани граѓанските здруженија, беа повикани само подмладоците на политичките партии и партијата на власт се трудеше да вметне што е можно повеќе луѓе во тој младински парламент. И затоа младинскиот парламент во Кавадарци во моментот не функционира. Затоа што сакаше да биде вештачка творба, а не нешто што е желба и потреба на младиот човек во Кавадарци. И во тоа сте потполно во право. И сметам дека во некој идно време, во некои подобри времиња, ќе се направи повторно младински парламент, кој што ќе биде мотив и желба и авангарда на ова општество, младински парламент во кој што младите ќе знаат кои се проблемите и младите тоа ќе го кажуваат овдека на говорница, без разлика која политичка партија е. Ви благодарам. Околу невладните организации, со оглед на тоа дека прв пат присуствуваме на ваква дебата, каде што има големо присуство на невладени организации, немам авторитет да зборувам околу тоа прашање. Меѓутоа, што не беше јасно во прашањето, што би направил кога би бил градоначалник. Со дескопионизацијата е се кажано, како за младите, така и за постарите. Дали вие би сакале да студирате факултет во Скопје, кога би се пружила шанса да студирате тука?
Токму за тоа зборувам во тој дел. Како млад човек, секој сака своето образование, секој има желба да се запише на некој факултет. Меѓутоа, Кавадарци има потреба од одредени смерови и сметам дека тие смерови треба да бидат тука стационирани. На тој начин би се избегнале патните трошкови, трошковите за сместување и слично, и би се олесниле околностите на многу млади кои имаат желба да студираат, меѓутоа финансискиот момент ги спречува. И за културниот живот. Барем за мене културниот живот во Кавадарци е на многу ниско ниво. Таа политика на културен живот ја прави да речеме Скопје, владата. Сметам дека сите настани треба подеднакво да бидат распределени во општините низ целата Република Македонија, а не да бидат само на едно место. Зошто ние кога има голем настан дојдеме во Скопје, а не можеме тука да си поминиме убаво. Добро, кога има митинг во различни градови, од сите градови се праќаат, нели, луѓе. Тоа е во глава. Значи ние овде во Кавадарци имавме младински дом, застарен, значи стара градба, каде што нашиот градоначалник ја обнови, значи имаше пари да се обнови, да се издвојат од буџетот, ја направија, не знам, па мислам во музеј, пошто никогаш натаму више не се свртив. Музеј на вино. Музеј на нешто, не знам, два музеи имаме, тоа е поновиот музеј, така ги разликувам. Може. Значи, потполно тоа кој што вие кажувате е потреба, како што кажа и модераторот и Иван, да се вклучат младите во животот во Кавадарци. Не да се вклучуваат по музеј да се претвара во музеј на вино, значи битно е и младите да се вклучат. Значи доколку тоа било претворено во музеј на вино, тоа е голема грешка од градоначалникот, но треба и повеќе, значи невладиниот сектор исто така да и контактира и другите политички партии, на пример еве ние како политичка опција од некој сме контактирани само од дел од невладините сектори, не сме контактирани од сите. Да вие јесте го кажано овој проблем, еве на пример кој што е запознаен представникот од Социјалдемократскиот сојуз, може да се преземало нешто повеќе. Значи токму и тоа е проблемот, значи треба и младите повеќе да се вклучат во сето тоа. Јас во Креатив знам дека се вклучуваат млади, значи мојот брат беше дел од една групација на Креатив, али никој од неговите другари не беше вклучен, туку одеа по политички митинзи. Значи мора и повеќе и младите да се вклучат. Мислам дека и тоа е одговорот на едно од прашањето како што беше представено и на слайдот со статистички податоци. Благодарам. Фала. Ако имаш прашање? Да. Значи, директно што кажавте дека државата не е должна да помага или може не ве сватив на... Не, како кажавте? Дека за локалните клубови или за директно муабет за спортот. Сакам да прашам исто, не знам дали колку шампиони знаете што испаднале од Кавадарци во многу спортови? Само да ви кажам, не грешка се го сватите прашањето, не да не помага, туку да не го сноси целиот износ. Добра. Значи не 100%. Значи нигде за тоа што во Европа државата не го сноси 100% и заради тоа зборам. Значи битно е да се вклучиме самите ние. Имавте клубови, значи навивате, вие сте сега да не кажуваме најголемите клубови во светот, кај што самите граѓани парципираат за клубот. Значи, ја викам државата на пример да парципира со 50%, но да парципираат и бизнисмените како водечка сила во Кавадарци кои што ги имаме многу. Тоа беше. Океј. Друго да прашам. Што е со федерациите во Македонија? Добро. Со многуте федерации, пошто очигледно дали како е зборот, да не кажам дека се прават на тошо или нешто, очигледно има некој проблем да финансираат клубови или не знам како. Ви го разбирам прашањето и сега ќе ви одговорам. Од ФФМ се добива средства за да се финансираат клубовите. Сега не сакам да завлегувам во некои теории на заговор, но убаво ви е прашањето, но сепак тоа прашање треба се постави нели до ФФМ и до сите како ги трошат парите, затоа што ние како младина мислам не сме повикани да зборуваме како ФФМ ги троши парите. Јас не сум член од ФФМ заради тоа. А иначе да ви кажам дека пари се добиваат во ФФМ, а како се користат, како што кажа Сашко во буџетот на Кавадарци, како се користат, тоа е веќе друго прашање. Може на кратко само.
Кога станува збор за спортот во Кавадарци, прашајте го градоначалникот дали Кавадарци има стратегија за развој на спортот. Ке ви рече, повикајте се на Законот за информација од јавен карактер. И ќе ви врати само со една реченица. Нема. Прашајте го градоначалникот дали Кавадарци има стратегија за развој на културата во град Кавадарци. Па со една реченица. Нема. Кавадарци нема стратегија за ништо. Кавадарци нема стратегија што ќе прави, што ќе работи и каде ќе се движи во наредните 5 години. Тоа е одговорот. И за спортот, и за културата, и за развој на земјоделието, и за развој на стопанството, и за развој на туризмот. Тоа е најголемиот проблем. Ние немаме стратегија, ние не знаеме што ќе правиме и како ќе работиме. Живееме од денеска за утре. Работиме од денеска за утре. Што ќе дојде, тоа е. Очигледно е дека нема ништо, затоа што ние како клуб, значи не е важно како што, чекаме на пари од што се планирани од општина за клубови да се распоредат по недели, месеци, години за да пратиме наши членови 15-20 пати државни шампиони у година да ја представуваат Македонија у други држави со зајмени пари, со многу други работи и федерацијата да ни налага опремата што ја добива као донација од многу други светски федерации да ни ја препродава нас и да сме задолжени да ја купуваме. Само ако не купиме, ние немаме право да ги пуштиме нашите шампиони да се борат за Македонија. Ќе ви одговорам точно ова прашање, многу согласувам со вас. Можеби треба да поднесете, јас работам во собраниска седница, може треба ќе ви дадам имейл и број да поднесете приговор околу ова. Не е само вашиот случај ваков. Пред сите сме, не знам колку прочитавте сведоци, јас и лично го знам човекот, еден од најголемите боксери во Република Македонија, кој што ја представува Македонија на многу европски, светски првенства, бил сам си го плаќал својот престој во хотел и сам си ја плаќал опремата. Значи, заради тоа е жално што Република Македонија паѓа на тоа ниво да не се издвојуваат пари за младинците. Јас како што ви кажав дека како што ако ја следевте програмата како во стратегијата за млади во кој што ќе се обезбеди 2% од буџетот на Република Македонија за стипендии за развивање за култура и посебно за стипендии за млади спортисти во Република Македонија, жално е тоа што се случува. И секако нели сочувствуваме со вас на многу, значи сите сакаме Тиквеш да биде Тиквеш и сите некогаш Кавадарци имаше најдобри ракометари, најдобри кошаркари. Значи можеби треба исто како што каже Сашко да се праша градоначалникот на какво ова прашање. Значи доколку зборуваме за спортот, значи кажавме за спортот, нели барем јас исто и сите тројца, как ќе се потрудиме за улагање на спортот во Република Македонија. Жално е тоа што му случува на Тиквеш. Се надевам дека ќе најдете начин затоа што Тиквеш е еден од подобрите клубови во Македонија во период на Југославија, се надевам дека ќе најдете начин да ги преброите кризите кои што ги имате, а од нас имате барем од Демократскиот сојуз и имате контакт број, знаете кој е тука, имате потполна, зашто и да ви треба имате потполна помош од нас. Благодарам. Со спортот општо во држава, јас мислам дека во спортот ние имаме повеќе политичари неголи спортисти. И затоа, се додека спортот е партизиран и во него има непотизам, никогаш ние нема да бидеме успешни како спортска држава. Значи, ние треба спортските работници да ги оставиме да си ја вршат нивната работа, а политичарите само да помагаат. Секаде така, во целиот свет е така, само кај нас политичарите се главни и на спортски федерации, и на спортски клубови. Благодарам. Кога станува збор за распределбата на општинските пари, општина Кавадарци во врска со спортот, во Кавадарци се издвојуваат 1.300.000 денари за развој на спортот. Зошто каснат средствата кои што требаше да им бидат распределени од општинскиот буџет до спортските клубови? Затоа што беше најнапред распишан конкурс, јавен повик за прибирање на документација и програми од страна на спортските клубови, но целосната документација беше изгубена од страна на административните работници.
Подоцна се побара повторно да спортските клубови донесат нови програми, но без да се распише јавен повик, што е спротивно и на закон, и на статут, и за работење на локална самоуправа. Јас лично побарав таквата распределба, која што мислев дека е нетранспарентна, да се прекини и да се објави повторно јавен повик, на кој што спортските работници и спортските клубови ќе можат повторно да аплицираат и да ги достават своите програми за распределба на финансиските средства. На 21 овој месец имаме седница, каде што ќе се расправа за распределбата на спортот и ги повикувам сите спортски работници и сите спортски клубови да присуствуваат на таа седница. И тие лично да побараат средства од градоначалникот Александар Панов. На тој начин, кога вие самите ќе учествувате и ќе побарате од градоначалникот она што ви следува, мислам дека тогаш градоначалникот не би немал начин или модел на кој би го избегнал тоа. Тој овака, ние сме неколку советници од страна на Социјалдемократскиот сојуз, другиот дел го имат мнозинството од ВМРО ДПМН и тие што и да предложат, тие го гласаат. Затоа ви повикувам сите да дојдете и вие самите да им му кажете на тоа. А затоа имате право секако да присуствувате на секоја седница на Совет на општина Кавадарци. Фала. Фала. Има тука? Моето прашање е упатено до представникот на Социјалдемократската младина на Македонија. Дали вие како партија која има голем потенцијал да стане владеачка, доколку би дошле на власт, во најбрз можен рок би го спроведиле укинувањето на екстерното тестирање, доколку одговорот да, би сакал да знам колков би бил тој период. И уште едно прашање до представникот на ГРОМ, дали вие имате како партија која е во коалиција со владеачката ВМРО, дали имате некаков став и мисли во врска со екстерното тестирање, доколку имате, кој е тоа? Го поставив ова прашање бидејќи сметам дека нас како средношколци најмногу во моментот не засега и вие како представник во својата програма го спомнавте укинувањето на екстерно тестирање. Доколку имате информација би сакал да добием. Во колков период не би знаел. Не би знаел со оглед на како се движат политичките збиднувања во Република Македонија, не знаеме никога ќе има избори, дали ќе има избори, дали Социјалдемократскиот сојуз ќе излезе на тие избори, дали другите политички партии би испаднале на тие избори, не знаеме. Но доколку Социјалдемократскиот сојуз би дошол во состојба да партиципира власт, јас ве уверувам, како што кажав и ги повикав сите, начело со Стефан Богоев, би ги повикале сите средношколци на разговор, на јавна дебата, би оделе од средна школа во средна школа, од основна школа во основна школа. Би се консултирале со сите професори и учители, за да го најдеме другиот модел, кој што бараме некој модел за да имаме некаква оценка. А екстерното оценување би го укинале одма. Со оној момент кога би дошло, нели, влада, па собрание, па гласање и така натаму. Не знам колков ќе биде тој период конкретно за да ви одговорам на ова прашање. Благодарам. Ние како ГРОМ имаме став за екстерното образование. Ние сметаме дека тоа не е проблем и сметаме дека треба да се прави. Меѓутоа, проблем е квалитетот на самото образование, а не екстерното образование. Доколку ние имаме квалитетно образование, каде што на поедноставен начин учениците би ги абсорбирале работите, не би било проблем тој ученик тоа знае да го пренесе и на еден обичен тест. Меѓутоа да не биде за сите предмети, само во предметите кои му се стручни. Професорот му остава оценката во текот на цела година, не на крајот од едни 30 прашања што немат. Се согласувам. Екстерното тестирање треба да биде интерно, а не и да не влијае во понатамошното запишување
дали на факултет, екстерното тестирање треба да ни го каже квалитетот на наставникот, всушност. Дали тој добро си ја заврши работата, а не да го каже квалитетот на ученикот и да не му влијае во понатамошните планови за идно запишување на некој од факултет. Имаш прашање? Да. Вака бидејќи уште од почетокот од самата презентација видовме дека процентите на учество на младиве во општествените и политичките процеси во земјава беше не на некој завидно ниво. Не ни требаат податоците да го знаеме тоа. Па ме интересираше, можеби ова сте го спомнале во вашите говори, извинете ме ако се повторувам, дали имате конкретни некои мерки планирани за вклучување на младите во политичкиот, поактивно вклучување на младите во политичкиот живот во земјава. И тука би сакала да нагласам дека особено мислам на оние млади кои не се вклучени толку во граѓанските организации, ниту во подмладоците на политичките партии или во самите политички партии. Зборам за оние кои и не се толку вклучени во општествениот и политичкиот живот во земјава. Значи, во излагањето мое кое што беше во проекта на политичката партија, значи спомнав едукација на млади лидери и млади менаџери. Значи, ние веќе имаме изготвено неколку такви седби во кои што зборуваат дали зборуваат професори на факултет, значи дали од правен, дали од економски, дали од кој да било, значи факултети во кои што имаат, во кои што се работи на говорењето на младите, како тие треба да говорат, како да држат јавен говор, како да се вклучат во политичкиот живот. И сето тоа е една од мерките кои што е приклучена во нашата програма, односно едукација на млади менаџери или млади лидери, со кои што треба што повеќе младите да се вклучат во не само во политичкиот живот, туку во општествениот живот, односно му се покаже на младите дека тие можат да влијаат, дека тие се сила, значи во кое што можат Македонија да ја изведат, значи ако се наоѓа во некој крстопат како сега, дека можат да ја излечат на правиот пат. Благодарам. Општо во оваква држава како што живееме, младите имаат одбивност кон политиката. Ние се повеќе се гледа на конкретни мерки, него ли на идеологија. Затоа ние преку нашата програма со овие примамливи мерки се обидуваме да привлечеме што повеќе младина. Бидејќи идеологијата за нас е важна, меѓутоа живееме во свет каде што материјалните добра стана се и се што во оваа држава. Колку младите се застапени во општественото и секојдневното политичко збеднување на Социјалдемократскиот сојуз покажа последните локални избори. Ние како млади имаме двајца представници во Советот на општина Кавадарци. Социјалдемократската младина има скоро во секој град представник од младите. Кои се механизмите, да, тие што не се вклучени во партијата, па јас мислам дека тоа е индивидуален став. Дали некој ќе биде вклучен и дали ќе сака да действува или не. Ние, како политички чинители, треба да обезбедиме механизми како би ги активирали и би ги вклучили тие млади луѓе. Па кажав, изградба на младински културни центри, изградба на бизнис инкубатори и некои други модели со кои што би ги поттикнале младите да се вклучат во секојдневното партиципирање на општеството. Но сепак на крајот станува збор за сопствено индивидуално. Секој одлучува дали ќе биде вклучен или нема да биде вклучен во секојдневното партиципирање. Дали тоа значи дека не треба ништо да преземеме за да се сменат податоците што ги видовме и денес? Не, како што кажав. Значи во општина Кавадарци немате младински културен центар. Некој да сака да биде вклучен, не може да биде вклучен. Во општина Кавадарци се направи младински културен центар кој што беше целосно партизиран. И да, Цветанка сакаше да биде вклучена во тој младински парламент, немаше можност да биде вклучена. За тоа зборувам. Треба да се сменат работите. Дали треба да ги поттикнеме оние што не се и немаат некоја желба да бидат вклучени?
Бидејќи ја не би рекол дека оние немаат желба туку така, туку има тука фактори кои влијаат на тоа, не знам, неинформираност, недоверба, не се охрабрени, дали можеби мислам, вака ми звучи како да не треба ништо да направиме по тоа прашање. Они не сакаат, тоа е тоа. Не дека не сакаат. Можеби сакаат, а оние немаат кои не каде. сакаат. Оние кои сега не се охрабрени да се вклучат. А каде би се вклучиле? Каде во овој момент би се вклучили тие млади? И дали мислите вие дека младите не сакаат да се вклучат? Ја познавам многу млади кои што сакаат да се вклучат, а немаат каде. Како вие ќе одговорите на тоа прашање? Зошто не би се вклучиле младите? Каде? Одговорот е каде би се вклучиле. Немаме каде би се вклучили тие млади? Немаме ни младински културни центри, имаме театарска група која што кубури со финансиски средства, има млади кои што сакаат да бидат вклучени во таа театарска група, но не можат од причина затоа што нема финансиски средства. Немаме театар. Тоа е па да, прв пат да. На драмски театар, да. Мислам, тоа е вистината. Нема каде да се вклучат тие млади. Затоа викам, кога би отвориле младински културни центри, кога би отвориле бизнис инкубатори, младите имаат можност да се активираат. Секако не би биле како ВМРО ДПМН да правиме спотови и реклами. На тој начин не би повикале. Сега вие некако ми го само една секунда. Некако ми го свртевте на локално ниво, јас повеќе зборав на национално ниво, бидејќи тоа е проблем на национално ниво, не е само во Кавадарци, туку во целата земја. И сега не би рекол дека во целата земја нема каде да се вклучат младиве. На крајот на криштата јас сум вклучен, вие сте вклучени, еве не тука сме, значи имало можности кои ние сме сакале да ги искористиме. Но ние сме биле охрабрени, ние сме верувале дека можеме некој да влијаеме. Затоа и токму тоа ве прашав. Што би се направило со оние што не се како нас во моментов? Оние што не се охрабрени, оние што не веруваат? Па би зборувале со нив. Би ги повикале. Би им ги покажале нашите примери. Би им кажале зошто ние сме вклучени и зошто тие да не бидат вклучени. Мислам, кажете ми, не знам, не сум запознаен со податокот, ако вие сте запознаени, би сакал да го споделиме. Колку од градовите во Република Македонија имаат младински културни центри? Конкретно како младински културен центар? Да, од цела. Јас не знам искрено. Мислам процентуално колку од градовите. Скопје, Битола, има, да, има Битола. И каде на друго место? Толку се. Тоа е одговор. Фала ти. Стисни го само клуче. Видов дека Словенија и Хрватска имаат најмалку млади заинтересирани за да бидат вклучени во политика. Зошто е тоа така? Според мене, активноста на младите во политиката е показател дека постарите политичари нешто грешат. Значи ние ги плаќаме долговите на постарите политичари на гарнитурата на власт. Поради тоа што доколку се биде како што треба, доколку сите промени се случат, младите нема да имат потреба да се бават со политика, значи ќе бидат млади. Ќе се бават со спорт, ќе се бават со ќе се дружат, значи. Потребата на младиот човек не е да се бави со политика. Потребата на младиот човек е да биде млад. Значи, младиот во Словенија нема потреба да се бави со политика и тоа го истражува и бидејќи има услови, има каде да оди, има што да прави, има средства со кои што може се тоа да го прави. Значи, наше е, ќе го потенцирам слоганот, избори се, да се избориме наредните генерации да не мора да се бават со политика, туку да напредуваат на интелектуално ниво. Значи, да се градат како личности, да ги искористиме тие кадри. Значи, не е целта да сите да бидеме политичари. Значи, секој треба да биде тоа што сака да биде. Целта е младиот, да речем дека да се зацртам тоа да биде наша цел, да се избориме наредните генерации да не бидат политичари, туку да бидат тоа што сакат да бидат. Тоа. Океј. Фала. Тука се два момента, едната е баш да се биде политичар што е вклучен во јавниот живот, на јавна функција и така натаму, другата е да бидеш вклучен во политика. Сега вие со
ова излагање на овој форум на некој начин сте вклучени во политиката на оваа држава. Така да зависи од кој аспект би се гледало што е тоа. Зашто кај нас многу често се меша политиката со партија и затоа имаме некоја, секогаш кога викаме доста со политика, имаме некоја одбивност заради тоа што ја ги спојуваме тие два термина, додека во англискиот нели постојат politics и policy, додека тоа е policy она све целиот јавен живот што го фаќа тие документи што секој млад човек буквално го тангира. Така да, во држава како нашата, што секој ден на телевизија има само вести и рекламирања и да не сакаш, че би се вклучил во политиката. Таква не е политиката. Ние сме обкружени со политиката нон-стоп. Нон-стоп. Секаде е политика. Отиди во институција, политика. Ти треба врска за да завршиш некоја работа. Пушти телевизија, политика. Како да не се активираш во политика или да не бидеш зависен од неа. Проблемот е системски. Да. Не е до самата Македонија. Или треба да бидеш лаик и да си гледаш турски серии и да оставиш на другите да решават за тебе. Тоа е. Медиумите се проблем. Да. Се околу нас Да. е проблем. Проблем. Ние треба да се избориме тоа да не биде така. Да. Па за тоа се овие дебати. Значи, едукативни програми немаме никакви. Турски серии има па на секоја програма. Една за една. Значи не можеме да се ослониме на тоа да бидеме лаици, да гледаме турски серии. Окей. Да бидеме вклучени во политиката, а да не бидеме партизирано општество. Значи без разлика што тука сите сме од различни партии. Извини, дали имаш некој конкретно прашање баш за гостите наши или чисто како коментар сакаше да дадеш? Еден апел да речам, како представници на младински организации, да не бидат успрегата на постарите членови на партии. Значи, колку имат некоја идеја, се држат за таа идеја, без разлика што нели имат предиступ. Еве сега, да земеме пример, Дека немаме време да не развлекуваме многу. Не, при крај сме навистина ќе ни збркаат од салава. Сакам да кажам, значи, Ги разбравме поентата, да. од ВМРО ДПМН не се присутни понало. Океј. Значи да си Нема да одиме во таа тие насока. спреги, Фала. само така може да минава. Јас лично сметам дека Република Македонија, иако потекнувам од политичка партија и треба сега тука да ве убедувам вас да дојдете во социјалдемократската младина. Сметам дека младите не треба да бидат присутни во политичките партии, туку младите треба да бидат повеќе присутни во граѓанските организации. Но какво што е состојбата во Република Македонија, каде што имаме висока партизација на целиот систем, и како што кажав, нема младите каде да одат, тие мора да одат во политичките партии. Во политичките партии во моментот одат млади кои што сакаат нешто да сменат и млади кои што се натерани од сопствените родители за да допринесуваат за партијата која што е или на власт или која што треба да дојде на власт. Мислам дека Холандија е земја која што има најмала стапка на партизираност во светот. И тоа на млади. Значи само да кажам, да се наврзувам на младинци што се пристуваат тука, значи проблемот е системски. Еко што кажавте, ние сами треба да се бориме за да го решиме тој проблем. Значи сами сме ние решени, сами треба да го решиме тој проблем место да учествуваме и да пренесуваме да се бавиме со тоа што го сакаме, а не сите да бидеме вклучени во политика и сите да бистриме политика. Имаше една интересна изјава на еден мој пријател, вика да го прашате бездомникот, вика што мисли за политички состојби, он ќе те застане на улица и секој ти кажува една вечер во Скопје у ГЦ и кој е добар и кој е лош и кој е се. Значи треба малку да избегнеме од спрегите на политиката и да се едуцираме за тоа што сакаме да го правиме. Ви благодарам, како некои завршни зборови дојде ова на вечерашниот форум. Дојде 20 часот, така да ќе треба да го затвориме овој наши младински изборни муавети. Да ви се заблагодарам на вас, гостите, што ја споделивте со нас, со сите присутни тука програмата и мерките што ги предлагате за млади. Еден молба, препорака, апел, понатака да се борите, да се залагате за интересите на младите во вашите политички партии, па понатака здравје и на власт од фотелите.
Би сакал да се заблагодарам на сите присутни што активно се вклучивте во дискусијата, што вашите некои мислења, ставови и прашања ги споделивте со нас и со нашите гости. Исто така препорака една да се вклучите активно во граѓанскиот, во политичкиот живот. Оние препораки што ги имаш Иван, да пред да отидете на гласање да се информирате добро што све се нуди за младите и сите заедно да придонесеме кон подобрување на целокупниот живот на младите. Благодарност до Националниот младински совет и до работната група која го ги организира овие настани. Благодарност до NDI за поддршката на ова. Уште еднаш ви се заблагодарувам на сите за присуството, па се гледаме понатака на останатите дискусии.